еве од неодамна почнавме и со асфалтирање таа градежна офанзива за која што не послужи малку и времето, ни го одложи, односно почетокот. Можеме да кажеме дека на вистина со своји средства издвоени од буџетот на општина Прилеп се планираат да се асфалтираат повеќе од 60 улици, односно повеќе од 70.000 квадратни метри рехабилитација, реконструкција и обновување на оштетени улици кои што повеќе од 40 години не биле допрени. Тоа е навистина нешто работење во смисла на подобрување на нашата инфраструктура. Инфраструктурата не се однесува само во рехабилитација на улици во нашиот град, ние излегуваме и надвор од нашиот град, односно во населените места кои што навистина заслужуваат средување и на нивните патишта и улици. Голем дел од нашите активности се однесуваат и во подобрување на условите во работењето на образованието. Ние повеќе од 35 милиони денари одвоивме за сите училишта во нашиот град, во основни и средни училишта, и веќе не постои училиште каде што дали училниците, дали ходници, вецина, кабинети, училишни спортски сали, училишни терени спортски во дворот на училиштата, ги реконструираме, ги рехабилитираме и навистина се со цел да подобриме многу подобри, односно да понудиме подобри услови за квалитетно образование во нашиот град. Исто така не изоставуваме и да се пофалиме дека посветуваме големо внимание за културата и спортот. Ние се гордееме со тоа што еве од овој викенд ни започнува и големиот македонскиот фестивал Војдан Чернодрински, театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Претходно да се пофалиме дека многу одлично го организиравме и Прочка 2023. Потоа изградуваме и од претходните зацртани наши проекти кои што ги најавивме, беше и изградбата на кракот од плоштадот Методија Андонов Ченто, односно кракот Борка Талески, некаде во квадратура од 3500 метри квадратни, прекрасно сработен, со нова урбана опрема, со нова подземна реконструкција на водоводна мрежа, значи одевме до детали, а исто така нешто што народот, односно граѓаните наши уживаат да го проследат, тоа беше прекрасно одржаните детски фестивали Силјан Штркот, потоа имавме ред од детските, поточно Прилеп фест, Звездички, Мали ангели, исто така имавме поддршка за поетската манифестација Поетско Маркукуле, денови на Крали Марко, поддршка имавме и за фестивалот на народни песни и инструменти Пеце Атанасовски и Мариовско-Магленските средби кои што следат во скоро време. Нешто што кажавме дека наидовме на големи обструкции, тоа е еден витално значаен проект, тоа е влезот од Крушево во Прилеп, булеварот Леце Котевски, кој што од непознати причини, за нас сепак познати, успеваа со често враќање и ревидирање на проектот кој што ние навреме го предадовме. Конечно се осудуваат веројатно наредната недела да стартува и за целосна реконструкција во должина од 2100 метри, кој што е проект односно платен од Светска банка во изведба на Министерството за транспорт и врски, кој што навистина еден од нашите влезови ќе добија заслужен изглед.